Депутати од владачкото мнозинство и на реплики и во говор. И знаете како имам впечаток дека на овој системски закон, на овој устав за здравството поднесен од владата и од министерот Никола Тодоров, како да сите имате потреба да ги сперете рацете што побрзо. И како да со половина уста го браните ова законско решение. Ние го поздравуваме тоа, го поздравуваме фактот дека и вие сте свесни дека вакво законско решение не е одбранливо, дека вакво законско решение нема да ги подобри состојбите во здравството, туку само ќе продолжи агонијата која што по моје длабоко убедување и во комуникација со пациенти и со доктори не била никогаш полоша од осамостојувањето на Република Македонија. Почитувам колеги, јас минатата реплика разговарав околу скандалозните казнени одредби во овој закон, каде што инспекциите, шиканирањата, местенките, ако сакате, не дај Боже, политички на докторите, пуштање на шпиони, буквално, во здравството, дека сериозно ќе го десеткуваат достоинството на докторите и здравствените работници. Во оваа прилика би сакал нешто да кажам и околу членот 219, тој е делот за плати и за успешноста при работењето. Имено имам впечаток дека со овој член ќе се мотивираат лекарите, докторите, повеќе да се фокусираат на квантитет, отколку на квалитет во давање на здравствените услуги, бидејќи претпоставам дека и вие или било кој од нас има во нашето семејство или пријатели пациенти кои што кај два различни доктори имаат две различни дијагнози. Едниот вика да се оперира, другиот вика да не се оперира. Со ваквото законско решение, со вакви паушални критериуми за унапредување или за давање на поголеми плати, убеден сум дека докторите ќе сакаат и ќе инсистираат што повеќе интервенции да имаат, што повеќе операции да имаат, што повеќе додат на квантитет, само за да направат некаква норма, која што при тоа, врз база на паушални критериуми Министерството за здравство, ќе се регулира. Затоа мислам дека и овој дел е клучен и мора да претрпи сериозни измени. Се на се, почитувани колеги, особено вие од мнозинството, мислам дека од досегашната дебата, а и понатамошната сум убеден дека ќе покаже дека навистина е време да отвориме посериозна јавна дебата. Не знам зашто бегате од тоа, а при тоа сите кажувате дека има сериозни системски пропусти во вакво решение. Мислам дека треба да разговараме потемелно за овој закон, да вклучиме поголем дел од деснавските организации и проминентни личности во здравството, за да може да имаме поефикасно, поштедливо и по социјално праведно здравство. Благодарам. Благодарам. Господин Лјавениш Тарбен има контрреплика.